Драги гледачи, добар ден! Поздрав од градскиот стадион во Македонска Каменица, каде што во секој момент очекуваме да започне надпреварот помеѓу екипите на Каменица Саса и на Осогово. Надпревар од 8-то коло на втората македонска фудбалска лига, во кој што овие традиционални екипи сигурно ќе го вложат сиот свој максимум да дојдат до освојување на бодовите. Моменталниот тиждет на табелата вели дека овие две екипи го делат 7-то и 8-то место со по 7 бедови, што ќе рече дека е недоволно со оглед на нивните некогашни традиционални добри игри, настапувајќи и во првата македонска фудбалска лига. Вообичаено поздрав на екипите. Поради корона пандемијата се игра според строгите правила на здравствените власти, без присуство на публика, со официјални лица кои се пријавени по записник и новинарски телевизиска екипа. И традиционално сепак тие поздравуваат гледачите кои не следат преку малите екрани, а на почетокот да ги соопштам и официјалните лица за денешниот надпревар и составите. Главен судија на денешниот надпревар ќе биде Александар Урошевиќ, кој што е син на некогашниот фудбалер на Тетекс и на Вардар Стоимир Урошевиќ, на кого ќе му помагат Александар Ѓорѓевски и Хабил Љеварека од Тетово. Четврти судија Никола Русевски. Еве го составот на екипата на Осогово. Со број 99 голман Методија Велковски, број 2 Илија Далчевски, број 3 Глигор Дончев, број 4 Христијан Крклински, број 8 Драган Паунов, број 9 Александар Недановски, број 10 Стојан Чевелино, број 13 Никола Стоиловски, број 14 Силвио Ангеловски, број 16 Ѓорги Глигоров и со број 22 Филип Манасиевски. На клупата за резервни фудбалери со број 1 Андреј Ивановски, број 6 Борис Донев, број 11 Јахи Буши, број 17 Димитар Иванов, број 18 Марко Соколов, број 20 Шенол Јашари, број 21 Тоше Манев. Капитен на екипата Стојан Чевелинов со број 10. За екипата на домакинот, на екипата на Каменица Саса настапуваат со број 1 Благојче Иванов, број 3 Христијан Стојановски, број 5 Дарко Дигаловски, број 7 Александар Трајчевски, број 8 Дејан Марковски, број 9 Сашо Дуков, број 10 Даниел Гоцевски, број 13 Виктор Марковски, број 19 Никола Божинов, број 21 Митар Соколовски и со број 28 Илија Донов. На клупата за резервни фудбалери со број 12 голман Мики Ѓоргиевски, број 2 Андреј Таковски, број 11 Никола Ѓурѓу, број 15 Давид Ѓоргиевски, број 17 Трајче Ефремов, број 20 Валери Стаменковски, број 22 Филип Гоцевски. Капитен на екипата Даниел Гоцевски со број 10. Значи, карактеристично обајцата капитени се го носат бројот 10. Шеф на структурниот штаб за екипата на Каменица Саса Горан Здравков, тренер Горан Гоцевски, физиотерапеут Снежана Илиевска, лекар Драги Стојковски, комесар за безбедност Јоцо Стоилов. Кај гостите екипата на Осогово, шеф на структурниот штаб Кирче Ѓоргиев, тренер Ангел Чарсов, кондиционен тренер Горан Ѓоргиев, физиотерапевт Мики Митров, комесар за безбедност Славко Мите. Ова се, значи, играчите кои што веќе го започнат, се игра втората минута. Традиционално во своите зелени дресови екипите на домакинот на Каменица Саса со жолти дресови карактеристики за играчите на екипата на Осогово. Реков во најавата, овете екипи за сега не ги задоволуваат оние критериуми на своите симпатизери, односно да бидат во врвот, се наоѓаат тука некаде го делат 7-то и 8-то место со по 7 освоени бодови. Го бележиме и првиот корнер за домакините. Корнер од левата страна на првата статива. Интервенција беше тоа на одбраната на Осогово. Далчевски обид за контрнапад, разреден на одбраната на Осогово, меѓутоа лизгатски старт на
Соколовски ја исфрла топката во аут. Се надеваме дека ќе биде ова динамичен надпревар во кој што нема да се штедат играчите ниту до Каменица Саса, ниту на Соково, со цел да дојдат до прокнижување на нови 3 бодови кои ќе знаат за некаков вид продор кон врвот на табелата. Дончев. Повторно топката кај него. Обид да мине покрај Божинов. Божинов ја префрла топката на левата страна. Обид да се организира напад на домакините. Не дојде топката до Дуков. Слободен удар за Осогово. Веќе изведен Стоиловски, Паунов. Во казаниот простор и свирене прекршок, топка и директен удар за Каменица Саса со број 5 Дарко Дигаловски. Стојановски. Го гледа распоред на своите соиграчи. Недановски фаулиран. Убава диагонала кон Божинов. Убава пројде Божинов, меѓутоа на место е браната од Поточо Стоиловски, кој исфрла мисичини во аут. Реков и во најавата, со промени в успех настапува екипите и на Каменица Саса и на Согово, особено екипата на Осогово направи неколку изненадувања со фаворитите, освои по еден бод во дуелот со Брегалница на Градски во Штип и со победа на стадионот во Могила, додека пак киксираше на свој терен. Убава ситуација на втората статива, центар шут, меѓутоа на место беше Далчевски. Се уште трае акцијата на домакините. Велинов ја освои оваа топка и при тоа е фаулиран. Слободен удар за Осогово. Значи да се добро што мислат, Осогово направи непријатни изненадувања, играите еден против Брегалница на Градски во Штип и исто така победа Осогово во шестото коло освои бод на теренот во Могила. Додека еве да ги соопштам и резултатите во првото коло. Каменица Брегалница 0:1, значи пораст на домакините. Во второто коло Слога Виница Каменица 2:1. Во третото коло Каменица победа 1:0. Во четвртото коло Росоман Каменица 3:2. Петто коло Каменица Кидго 2:3, пораз овде на Градски во Каменица. Во шестото коло Каменица Плочковица 1:0. Седмо коло Кожув Каменица Саса 1:1. Тоа беа резултатите на домакините. А да ја последим и новата зародишот на новата акција на играчите на домакините, пак ќе ги соопштам и резултатите на екипата на Согово во досегашниот тек од 7 одиграни кола. Стојановски ја шири играта на спротивната страна. Дигаловски, за момент Марковски, повторно Дигаловски. Соколовски. На место одбраната Дончев расчистува, но повторно домакините во обид за организација на нов напад. Акција од аут за Осогово. Стоиловски, Паунов расчистува одбраната на домакините. Топка за голманот Велковски.
Краклински. Далчевски. Повторно Краклински. Глигоров. Убава паралела кон Дончев. На место е отбраната Дигаловски. Лизгатски старт на Краклински. Топка за Стојанче Вилинов. Убава акција на Осогова, меѓутоа побрз е голманот Иванов и ја прифаќа оваа топка. Сериозна акција беше ова и убава шанса за Осогова, меѓутоа навремена реакција добро ја следеше акцијата голманот Благојче Иванов. Остар цар на играчот на Осогова, слободен удар за домакините. Дигаловски. Го има слободен Трајчевски, кој ја прифаќа топката. Назад до Дигаловски. Марковски кон Стојановски. Ова продолжува. Повторно се слушта свирчето на Александар Урошевиќ, нов слободен удар за домакините, крај топката Даниел Гоцевски, капитенот на домакините. Марковски. Паунов. Краклински назад ко голманот Велковски. Лошо кон Дончев, топка во аут за домакините. Трајчевски. Ти го изведа аутот. Паунов не успеа да ја прифати ова топка, собрава се да се досо Донов. Стојановски. Назад кон капитенот Гоцевски. Марковски. Прекината ова акција, слободен удар за гостите од Кочани. Во близо не беше судијата Урошевиќ. Ја прекина ова акција, досудувајќи слободен удар. На време, на место е Дигаловски, Трајчевски кон Марковски, пред него Краклински. Изфрла за момент второ Трајчевски. Минува Трајчевски и се даде предофол, но останува топката кај Божинов. Повторно Донов. Срекно оди топката кон Соколовски, беше тоа убав центар шут. Трајчевски во телото на Краклински. Убав удар кон голот на Велковски, меѓутоа на место беше голманот на Осогово. Не преми боксуваше, но пред него топката во сигурни раце. Велинов изведе аут, повторно топката кај него. Трајчевски. Недановски. Во казнениот простор расчистува Марковски беше тоа. Дончев. Глигоров во средина. Срекна топката повторно кај гостите Далчевски. Ја враќа повторно кај него. Глигоров. Краклински. Дончев проигрува повторно со Краклински. На него оди Божинов, Паунов, Дончев, Краклински,
го гледа разпоред на своите соиграчи. Скоро сите се на половината на Каменица. Сега грешка на Катлински. Не успеа Марковски да е освоева топка, а Велковски изфрлава аут. Да нема недоумица, во тимот на Каменица има двајца Марковски. Со број 8 тоа е Дејан Марковски, со број 13 Виктор Марковски. Аут за Трајчевски. Божинов блокираше за момент, дали беше тоа Катлински, свара топката во втор корнер за Каменица Саса. Остане на кревато, да, Катлински е тоа со број 4, а бележиме вториот удар од таголот за домакините. Божинов на првата статива на место е Паунов. Марковски Дејан во телото на Гигоро беше тоа. Топка за и дегажман за голманот на Осогово Методија Велковски. Додека ја извади топката, уфрли во игра, да ги соопштам комплетните двојки за ова осмо коло: победа Брегалница, Росоман Тиквеш, Китко Слоговиница, Каменица Сасо Согово и Плачковица против Кожув од Гевгелија. Катлински. Медановски во дуел со Марковски. Дигаловски беше тоа со број 5 сепак. Григоров. Топка во полето на домакините. Високо подигнато знаменцето означува офсайд, индиректен удар за домакините. Дигаловски. Стојановски. Повторно Дигаловски. Нема прекршок. Лошо го прави тоа со број 3 Христијан Стојановски. Брза, долга топка која е плен на голманот Велковски. Не стигна Дуков по оваа топка. Дончев. Божинов. Извлече аут од ова ситуација, аут за Каменица Саса. Трајчевски. Енергична интервенција на Катлински. Сега аут на спротивната страна, аут за Осогово на половината на домакините. Паунов. Сепак ја препушта топката кон Дончев. Григор Дончев со број 3. Паунов. Трајчевски за миг разчистува, но останува топката во носете на Григоров. Враќа назад кон со број 2 Далчевски беше тоа. Дончев. Паунов. На него оди Божинов. Повторно страна топка. Аут за Осогово. Дончев. Паунов. Крај него Трајчевски. Упорење Трајчевски и одзема ова топка. Донов. Ја губи. Лигоров. Велинов. Се уште ја заградила топка Велинов. Додавање. Лошо е прими Григоров ова топка
и таа е сега во носете на со број 9 Дуков, Сашо Дуков. Почитува предност судијата. Мала дискусија помеѓу судијата, главниот судија Реков Александар Грошевиќ, досега одлично го води овој надпревар. За кој би рекол фер, коректен, со обострано би рекол почитување на едните и на другите. Нема намера во фаулите, може би тоа инцидент онака во жарот на борбата, иначе без намера. А да споменам и тоа дека денес на градски во Македонска Каменица пријатно, сончево време, идеално за игра, теренот тремнет, погоден за игра, што ќе рече дека играчите на овите екипи имаат идеални услови за игра. Реков, покрај тоа што е сончево, сепак е пријатно, чистиот, свежиот, остриот воздух допринесува пријатно чувство на овој прекрасен фудбалски објект. Аут за Каменица. Дуков. Нов слободен удар. Еве го првиот жол картон. Го заработува играчот со број 14 Силвио Ангеловски. Може да се направи гужва пред голот на Велковски, а во ваква ситуација до израз доваѓаат одбранбените играчи меѓутоа лошо нафрлена топка и сега фаул на спортивната страна. Топка за играчите откочени. Паунов. Невнимание на Паунов. Божинов ја одзема оваа топка. Гоцевски. Повторно Гоцевски. Проигра со Стојановски. Божинов. Аут за Осогова. Сосем исправно судијата Урошевиќ бара аутот да се изведе од местото каде што е изфрлена топката. Топка во рацете на голманот Иванов. Дигаловски. Марковски. Долга топка. Силна, брза за 19-ката Никола Божинов оди во гол аут. Полеко одмирува времето на овој фудбалски надпревар. 20 на минути се зад нас. Засега на стадионот во Македонска Каменица. Каменица Саса и Осогово без голови 0:0. Трајчевски. Дигаловски. Марковски. Стојановски, Марковски. Греши, сепак грешат и гостите. Марковски Дејан, Трајчевски, осамен на десната страна. Идеално кон својот соиграч Божинов
Центаршут на првата статива, интервенција со глава на Кракански и ја исфрла топката во трет удар од аголов, трет корнер за Каменица. Са се 3:0 во корнери, 0:0 во голови. Крај топката Божинов. Корнерот е изведен, тука на првата статива интервенција на одбраната на Согово. Велинов, направен е фаул, реакции на помошни судија, го виде тоа близу беше и главно Мирошевиќ, слободен удар за Согово. Крај топката Краклински. Назад кон голманот Велковски. Далчевски. Григоров. Краклински. Повторно Григоров го гледа распоред до своите соиграчи на спротивната страна. Ја шири играта во обид да се растргне екипата на Осогово, која ги маркира сите играчи, не дозволува едноставно игра да развијат гостите од Кочени. Краклински. Во средина кон Велинов. Краклински. Григоров. Го има слободен Дончев по левата страна. Велинов. Паунов. Григоров. Во средина. Убава топка за Недановски беше тоа. Говараше Велинов. Повторно Краклински. Некако најчесто го спомнувам неговото име. Најагилен досеги сега не внимание мало на тројката Дончев, но на место беше Григоров и остана во опасност, иначе можеше да биде опасно. Донов беше во силен налет. Долга дијагонала кон Паунов, на место е Дигаловски. Топка за Божинов. Прекината акцијата на Согови, сега може за контрнапад. Манасиевски издудува аут. Марковски греши право во нојста на играчот Стоиловски. Почитува предно судијата Урошевиќ. Убав центаршут кон Паунов, на место е Трајчевски и расчистува Божинов. Григоров, Краклински, го бараше Паунов. Не стигна топката до него, аут за домакините. Трајчевски. Преку себе Дуков, само до Далчевски. Ајде бе, Селини, угости ли играте бе? Григоров. Се още Григоров. Топка за Дончев, не стигна до него, меѓутоа тука е Паунов. Григоров. Повторно Паунов. Назад кон Краклински. Паунов. Далчевски. Кон Велинов.
разчистува Божинов, Трајчиски кон Дуков, Божинов го минува Глигоров, Божинов гледа распоредот, центаршут на првата статива и статива. Прекрасен удар со глава и се уште треба пасата иде се кон голот. Сепак слободен удар. Имаше фаул, меѓутоа ја бележиме оваа ситуација во која што Дуков, мисли че не беше тоа, ја погоди стативата. Убаво може да се открие резултатот, да дојдат домакините во Бостон, меѓутоа стативата овој пат беше сојузник за гостинските играчи и за голманот Методије Велковски. Останува 0:0 со можност еве директно слободен удар повторно да се загрози голот на Осогово. Тука на работ на казнениот 60-тик. Да се надеваме дека ќе биде Севорец со играчот на Каменица Саса, да забележам само кој беше фолиран. Шутираше високо над голот, меѓутоа близу беше судијата Урошовиќ. Забележа дека имаше старт над него и досуди слободен удар, кој што сега е сериозна закана по голот на Осогово и на голманот Методија Велковски. Фолиран беше со број 8 Дејан Марковски. Слободен удар. Това е пенал, ајде! Прекрасен удар беше тоа на Божино, меѓутоа топката за 30 на сантиметри профуче над голот на Велковски. Останува 0:0, а веќе одминува половина час игра на градски стадион во Македонска Каменица. Ке повторам, надпрвар, 8 коло, втора Македонска фудбалска лига, Каменица Саса Осогово, засега без голови 0:0, со 3 корнери за домакините. Блага иницијатива, но со сериозни закани и од гостинските играчи. Ја бележиме и предмоку стативата на со број 9 Дуков беше тоа, Сашо, кој немаше среќа, ја погоди само стативата, останува резултатот 0:0. Дегажман очекуваме на голманот Методије Велковски. И сверна топка до средината на игралиштето. Паунов изфрлува валот. Трајчиски уфрли топката во игра. Го гледа распоредата своите си играчи Дуков. Но фаут сега на половината на Осогово. Трајчиски задолжен за аути по оваа страна. Глигоров, Краклински, Гоцевски, Марковски, Стојановски. Дали ќе сепак стигна со број 5 Дигаловски беше тоа. Остана на тревата да се привиткува еден играч на Осогово. Ми се чини дека немаше никаква намера, лизгачки старт беше на Дигаловски, а дале дојде до контакт со Паунов, ми се чини дека е тоа. Не забележав. Се ево ред со Паунов. Коректно подадена рака. Продолжува играта со изведување аут и коректно враќање на топката која што беше плен и во нозете на домакините. Дигаловски, Божинов, Трајчиски, пред него Паунов, Дуков,
Донов во средина, идеална топка кон Марковски Дејан во средина. Не успеа Донов да ја задржи ова топка. Дали ќе има корнер? Сепак корнер. Да ја видиме статистиката. Да, ова е четврти удар од аголот. Четврти корнер за Каменица Саса. До сега безуспешни, иако во културните спортски земји корнерите, слободните удари знаат да видат и половина гол. Да видиме дали ќе се изроди нешто и од овој четврти поред корнер. Повторно, крај топката со број 19 Никола Божинов. Кон пеналтикот на место се одбранбените играчи на Осогово расчистуваат. И сега Велинов краде на топка. Лигето треба да се очека да дойдат неговите си играчи. Божинов, дури тројци играчи околу него, се уште Божинов. Гоцевски, дали ќе нафрли на првата статива на место одбраната и повторно сепак Велинов ја освојува топка кон Недановски. На спортивната страна е Далчевски. Сепак тој е Ангеловски. Далчевски, Краклински, Гигоров, Краклински, повторно Паунов, на нагоди Трајчевски, Паунов се префрна на спротивната страна. Со голем радост на движење Паунов, доста корисен играч. А кога се има во обзир дека крај него тука некаде Стојанче Велинов, од нив двајцата и представува најголемата закана по одбраната на домакините. За сега добро се држат, иако доста добро внимаваат одбранбените играчи на Каменица Саса на овие двајци играчи. Паунов и Стојанче Велинов. Аут за гостите. За Осогово. Далчевски, Гоцевски, Стојановски. Од Манасиевски топката оди во аут за Стојановски. Дуков. Двајца играчи околу него, нема слободен удар. Стојановски. И сега да видиме. Нема прекршок. Интервенираше помошниот судија, да споменам, главен судија Александар Урошовиќ, а му помагаат Александар Ѓорѓевски и Хабелј Љиворека, сите тројца од Тетово. Четврти судија Никола Русевски од Скопје. Висок скок со глава, топка за Осогово, не успеа да ја задржи. Стигнува Божинов, меѓутоа внимателен беше и Донев, освојува топка. Непотребно дриблинг на Гоцевски, меѓутоа беше во сендвич на двајца гостински играчи, близо судијата Александар Урошовиќ свири фаул, слободен удар за Каменица Саса. Дигаловски, Марковски. Оди сам Марковски, го мина скоро целиот терен. И сега да видиме Дуков, кој ќе биде побрз. Дуков и Краклински. За момент расчистена опасноста. Недановски беше тоа. И да видиме сега. Жолт картон, само да забележам. За кого се работи? Реакција на судијата Урошовиќ во заштита на играчите. Второ жолт картон е ова на денешниот надпревар со број 10 капитенот Гоцевски. Значи, за сега два жолти картони со број 14,
Силвија Ангеловски во екипата на Согово и со број 10 жол картон за Даниел Гоцевски од екипата на Каменица Саса. Се окажува лекарска помош, не видов за кој играч се работи. Инаку да споменам и тоа дека физиотерапевт на екипата на Осогово е Мики Митрев, син на некогашниот голман на Брегалница и на други екипи Александар Митрев, кој што сега е помошен голман на изменето негош во екипата на Китго Пекцио, некош во екипата на Брегалница. Дигаловски, Божинов, оби за дрибник, меѓутоа беше удвоен. Глигоров разчистува, Велинов. Убаво го направи тоа Велинов. Дрибник на Велинов. Недановски, шут кон голот беше тоа убаво го направи. Со број 9 Александар Недановски имаше реакција од голманот Благојче Иванов. Со вровот на прстите ја закачи ова топка, спречи гол, ја исфрла топката во корнер, прв корнер за гостите од Кочани. Убава акција, ако ја бележиме стативата на Дуков во 28-та минута, сега во финишот на средбата ја бележиме и шансата на играчот со број 9 Александар Недановски. Беше изведен корнер, но се укажуваше лекарска интервенција на еден гостински играч и еве сега Урошвиц бара дури сега да се изведе корнерот крај топката Стојанче Велинов. Центаршот на првата статива. Се уште треба опасноста, виси, би рекол, голот на Каменица во воздух, меѓутоа високо подигнато знаменце означува офсайд, недозволена позиција, индиректен удар за голманот Иванов. Мало закано и се префрли играчите на обете екипи пред голот на домакините. Остана резултатот Каменица Саса Согово 0:0, веќе сме во самиот финиш на првото полувреме. За сега без голови, иако би рекол фајтерска игра на обете екипи, без некој бункер тактики, отворено, офанзивно, респектабилно, но со интенција за постигнување на гол. Има шанси, имаше статива кај домакините, имаше 100% шанса за гостите предмалку, но се уште 0:0 и сега повторно Николов во акција. Да видиме, крај него е Краклински. Божинов. Одбиена топката, не успеа Никола Божинов. И сега атака за контрнапад преку Паунов. Велинов во празно кон Недановски, во со крајни напори би рекол голманот Иванов ја скротува оваа топка. Остана на тревата, дали е тоа Недановски, се жали на повреда, не видов контакт, дали незгодно му климна ногата. Еви судијата, се извинувам, Александар Урошовиќ, асоциран на Стојмир, на неговиот татко, може би грешен по некој пат, ќе ви простите, драги гледачи, високо и респектабилно име беше Стојмир Урошовиќ, па убаво е вака кога крушката под круша паѓа, иако таткото беше одличен фудбалер, синот барем за сега докажува дека одличен судија, важно и двајцата се со фудбалот. Да се надејаме дека се во ред со Недановски. Немаше контакт, меѓутоа може би незгодно
му климна ногата. Да, се е варят. Тука е Мики Митрев, физиотерапевтот, и да се надаваме дека е се варят со Недановски ќе го продолжи на преварот. Судиско потврдање, Трајчевски, Дигаловски. Божинов не дојде до оваа топка. Дончев, Паунов, Велинов, Глигоров, Краклински, Дончев, Паунов, крај го Божинов. Беше изблокиран Паунов, сега закана по голот на Каменица Саса, вратена топка на назад. Трае се уште опасноста, префрлена на десната страна. Божинов. Дали беше обид за центар шут или шут на голот, топката оди во гол аут дегажман за голманот Методије Велковски, голманот на Осогово. Божинов и Паунов во скок. Глигоров беше тоа сепак. Дигаловски. Глигоров, Паунов. Се уште Паунов. Божинов ја остави ова топка. Марковски. Изудов аут. Аутот ќе го изведе Трајчевски. Дуков. Мина топката и аут ќе биде ова за Трајчевски. Не стигна Дончев со број 3. Трајчевски. Божинов. Сепак тоа беше Марковски Дејан и сигурна интервенција на голманот Велковски. Велинов. Фаулиран од Гоцевски. Судир и дуел на двајца капитени, двајца играчи со број 10. И овој момент судијата Александар Урошовиц свири крај на првите 45 минути во кои Каменица Саса и Осогово играат без голови, 0:0, добра, интересна фудбалска игра, фајтерска од обете страни, со неколку шанси. Статива имаше Каменица Саса во 28-та минута кога Дуков ја погоди стативата, а некаде во финишот на првото полувреме Недановски имаше убава идеална шанса да постигне гол за Осогово, меѓутоа голманот Иванов ја изфрли топката во корнер. Останува резултатот 0:0. Драги гледачи, по вообичаена пауза од 15 минути ќе се јавиме повторно со старт на второто полувреме. Очекувајте интересни моменти од градскиот стадион во Македонска Каменица. Благодарам за вниманието за сега и се гледаме на стартот на второто полувреме.